Зошто се дава пауза? Го користам. Зошто се дава пауза? Ама не можам со тројца аз да се надвиквам сега. Не да се навикнувате. Ма зошто давате пауза? Да му дадете да се произнесе и то. Тоа не е... Некој хабари ќе направи Процедурално бар. Значи во 5 председател, така? Процедурално. Сега е 2 часа. Вие го направивте, Процедурално. јас да се кажа. Значи нека знае јавност. Нека знае јавност. Председателот на комисијата прекинува седницата на комисијата доколку нема мнозинство членови. Председателот на комисијата може да ја прекине седницата заради нарушување на редот во салата во која се одлучува седницата. Седницата може да се прекине кога за тоа ќе одлучи комисијата по предлог на председателот на комисијата или 4 членови, а заради дополнителни консултации прибавени мислења. Времето за продолжување на прекинатата седница го определува председателот на комисијата не подолго од 3 часа. Значи, кое прашање вие го од ова, што го прочитав и ова, јас ќе го дам се на медиумите. Кое право го искористивте вие да прекинете седницата со пауза? За дополнителни консултации. Значи, апсолутно ве молам. Добро, јас Значи, не тактика, можете вие и на... ве молам. Значи, надвор од деловникот одите, грешка правите. Ве молам, коригирајте се. Дали Дали да знае. Коригирајте се. Вчера свикавте работен состанок. Да ги разгледаме приговорите на ДИ на СДС. Значи, ќе го дам на медиумите деловник. Дайте го да... Значи треба да не сослушате сите, тука се медиумите. слушам, да ве слушам, Значи ве слушам. немате деловничко право да го Ама прекинете. двајца зборвите, јас не можам да ве слушам, ниту да ве пратам, што зборвите. Ама еве прочитав по кој основ вие давате пауза. За По кој? дополнителни консултации. Ама нема во деловникот такво нешто. Вакви игри. Ајде, Павле. А зашто ова пауза? Пак ќе дојдете вие. Да. Значи правиме кочница на изборите, тоа е тоа. Апсолутно. Апсолутно не мога Полишки е доста деловничко право. Окей. А не спознавте државата, владата, доста веќе.